Бездомните кучиња деновиве повод за партиски препукувања. Граѓанин кој убивањето го гледа како решение, активисти кои протестираат за нивна заштита. Но проблемот е актуелен и неминовен. Бројот на кучиња се зголемува од ден во ден, а нападите и каснувањата се речиси секојдневие. Во услови кога институциите не водат грижа, овие животни неконтролирано се размножуваат. Секој женско и од овие лични, ајде кажуваме дека може 2-3, па може до 5 да прават. Тоа е голем проблем. И тоа за брзо време, ако имаш 300 женски, можеш да плика да имаш директно околу 900 кучиња годишно, ако не се стерилизират. И тоа е голем ризик. Речи си да нема општина во земјава која целосно го решила проблемот. Пример, во Тетово локалната самоуправа одвојува годишно по 3 милиони денари, но тоа не е доволно, па сега оттаму велат дека се во преговори со приватен инвеститор од Турција, но се уште немаат конкретен договор. Битола пак подготвува прифатилиште, а за третман на кучињата е задолжена приватна ветеринарна установа. Во Штип исто така, преку тендер кој го добила ветеринарна клиника, се заловуваат кучињата, додека во Струмица од неодамна започна да работи прифатилиште. Ветеринарите велат дека во решавање на проблемот треба да се вклучи и централната власт, зашто општините немаат доволен капацитет. Посочуваат дека во држави од соседството како Косово, владата одвојува средства за оваа намена. Владата да дели некои големи суми на пари и тогаш да се реши во цела држава, не само во Тетово или во другите градови, или во Скопје, или во Битола, или во Велес. Ако сакаме брзо да биде решено, брзо. Тоа брзо е 3 до 4 години, не може да оди за 24 часа. И не треба еден ден да има застан или прекин на ова работа во цела држава. А најбитно е Агенцијата за храна и ветеринарство да дава одговорност и на општините да бара што се работи конкретно. На вчерашниот протест Друженија за заштита на животните по повод последниот настан што се случи во Струга, каде беа убиени десеттина кучиња, побара од институциите да работат на проблемот во интерес на заштита на животните, но и на луѓето. Предлагаа мерки за одговорно сопствеништво, задолжителна стерилизација и кастрација. Премиерот Ковачевски рече дека ќе се подготви нов закон кој ќе ги опфати сите услови за чување на домашни миленици, а за проблемот со бездомните кучиња вината ја гледа во градоначалниците, но и најави дека владата ќе побара помош од ИПАРД програмите.